Барање за надзор на реконструкција на постоечки водовод на 24 јули 2020 година. Евидентен лист за хлорирање кој истиот ден го потпишал раководителот на секторот за технички работи и развој на јавното претпријатие Водовод и канализација. Извештај од тестирање квалитет, односно дезинфекција на мрежа, објавен на 29 септември. Опозицијската ВМРО ДПМН изнесе уште 3 докази за како што велат незаконското местење тендери. Од партијата алармираат за корупција, која ја вршат директорот Весковски и градоначалникот на Скопје Петре Шилегов. Вчера јавното претпријатие Водовод и директорот Весковски признаа кривично дело со тоа што во документите што ги пратија самите за избор на најповолен понудувач се гледа дека изборот е вршен на 1 октомври 2020 година. Тоа е оваа слика овде. Целата реконструкција на водоводната мрежа е завршена месец и пол претходно. Има ли што повеќе да се говори за овој случај? Фирмата КБК Инженеринг најверојатно во непосреден договор со јавното претпријатие Водовод и градските власти што договориле да отпочнат и да сработат, што само по себе е кривично дело, да се заврши реконструкција на водоводна мрежа, а дури потоа да има избор на најповолен понудувач и баш тоа да е фирмата која што ја завршила работата претходно. Од ВМРО ДПМН велат дека не смее да се дозволи фирми да добиваат работа без да бидат одбрани како најповолен понудувач, како што е случајот со КПК Инженеринг и Кодинг 2, кои ја завршиле реконструкцијата на водоводната мрежа на улица Варшавска, а дури потоа бил распишан тендер и истиот го добиле тие. По првичните обвинувања на опозицијата дека се работи за скандал тежок околу 300.000 евра, вчера се огласи првиот човек на јавното претпријатие Водовод и канализација, кој се закани со тужби доколку Арсовски не се извини јавно. Според Душко Весковски, тврдењата биле лажни и немало ништо спорно во самата процедура, иако документите го покажуваат спротивното.